За првиот училишен ден, дел од родителите со училишни материјали се снабделе пред време. Дел чекаат список од училиштето за тоа кои се основните потреби за настава. Скоро сите локални самоуправи на различни начини поделија помош и олеснување за првачињата во своите општини. Дел со еднократна помош, дел со нови ранци или училишни прибори, додека пак други со бесплатен преглед кај очен лекар или тренинзи по пливање. Но и покрај помошта од општините, за голем дел од родителите пазарењето за првиот училишен ден е финансиски предизвик. Велат, за учениците мора да се обезбеди учебни материјали, па макар да скратат и од други семејни потреби. Сметате дека представува финансиски товар ете да се спремиме за првиот училишен ден? Па ќе скратиме некои други задоволства, така да не би требало да представува товар, пошто децата очекуваат од нас да им обезбедиме најдобри услови за школување. Голем товар, да, за прваче, за било кое, сепак книгите и тетрадките се. Сите знаеме дека денови се на тешко живење, предвидуваат дека и уште потешко ќе биде, секој на свој начин, како што вели народот, секоја планина своја тежина. Најмалку 100 евра ке треба за девојчето, за училиште. Блокови, бојци, бои, книгите, посебно, добро додуше книгите веројатно ќе бидат без пари. Од книжарите велат дека се обидуваат да не ги менуваат цените, па дури и да понудат попуст. Сметаат дека секој треба да има можност да ги обезбеди основните училишни материјали. Се бара стандардно она што го бара нели наставата и наставната програма, зашто ние сме секојаш целосно подготвени затоа што ги следиме потребите како на децата, родителите, така и на наставниците и концептот е се што е потребно за еден ученик да може да се најде на едно место. Она што како фирма го планиравме и размислувавме цените да останат исти како минатата година. И кога се одбиваше наставата во онлайн услови, секако мораше да ги имаат потребните материјали за да ги реализираат програмските задачи и цели предвидени со воспитно-образовната програма како во преучилишното, така и во основното и во средното образование. Оттаму додаваат дека најмладите секогаш доаѓаат да купат пред време, кога има најмногу избор. Родителите велат дека пазарењето за првиот училишен ден секој пат представува финансиски товар. Книжарите свесни велат дека како општествено одговорни компании се обидуваат учебните материјали да бидат достапни за секого. Како што признаа и од ресорното министерство, оваа учебна година започна со многу предизвици. Свидетелства наместо на почетокот се поделија на крајот на распустот, а сега за сега неколку генерации ученици се уште се во неизвестност за тоа кога и дали воопшто ќе добијат учебници.